А по повод меѓународниот ден на жената, 8 марта, што се одбележа во текот на вчерашниот ден, Сдруженијето до бебе по патот на ИВФ и оваа година организира символична акција со делење на цвеќиња и мотивирачки пораки во неколку клиники. Со оваа иницијатива тие сакаат да испратат порака на поддршка и охрабрување до жените кои се соочуваат со репродуктивни предизвици и се на патот до посакуваното бебе. Повеќе за оваа акција, но и за предизвиците со кои се соочуваат жените и паровите во овој процес, утрово во Македонија наутро разговараме со претседателката на Сдруженијето до бебе по патот на ИВФ, Деспина Петровска. Деспина, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро, иако денеска е 9 март, сепак би ви честитал среќен 8 март, меѓународен ден на жените. Добро утро, Мартин, ти благодарам на честитката и ви благодарам на можноста да ја кажеме нашата иницијатива. За почеток на нашиот разговор, што символизира оваа акција со делење на цвеќиња и пораки за жените кои минуваат низ ИВФ? Со оваа акција која што се спроведува втора година поред, сакаме да им покажеме на оние жени кои што се соочуваат со репродуктивни предизвици дека не се сами, дека имаат поддршка и бидејќи она чувство на дека се сами е всушност најголемото чувство кое што го чувствуваат жените кои што поминуваат низ процесот. Така, колку вакви мали гестови на поддршка значат за жените кои се во овој емотивен процес? Овие мали гестови навистина значат многу затоа што со овие мали гестови сакаме да им го разубавиме денот, сакаме да им дадеме причина за насмевка, сакаме да им кажеме дека има безбедно место каде што може да се обратат за помош и за поддршка, затоа што ние сме единственото здружение кое што се бори за правата и условите на оние кои што се соочуваат, оние жени и парови кои што се соочуваат со репродуктивни предизвици. Кажете ми, со кои неголеми предизвици денес се соочуваат овие парови кои се обидуваат да станат родители преку ИВФ? Паровите кои што, жените и паровите кои што се соочуваат со репродуктивни предизвици навистина наоѓаат на големи тешкоти, пред себе е истакнала психолошкиот предизвик кој што го имаат жените и паровите, особено кога обидите се зголемуваат, кога треба да прават неколку обиди, веќе психолошкиот товар навистина се зголемува и тука би истакнала иницијативата за психолошка поддршка на жените и паровите кои што минуваат низ овој процес. Исто така финансискиот товар е многу голем. Иако ние како здружение се изборивме за промена на бројот на ваучерите од 3 на 6 и сме во исчекување на веќе најавената промена за фраксипарин од антикоагулантите фраксипарин и клексан да бидат на рецептна место со рефондација, меѓутоа се уште голем дел од терапијата останува да не биде на позитивната листа и исто така би спомнала и општествените, општеството кое што е полно со предрасуди и често е во исчекување на сите оние жени и парови да имаат потомство, меѓутоа не секогаш се запрашуваат зошто не секогаш е така. Во таа насока е и моето следно прашање, каква поддршка според вас им е најпотребна на овие жени од институциите, но и од самото општество? Поддршката од институциите е многу важна. Ние како здружение сме многу свесни за тоа дека таа поддршка е многу важна и токму затоа, особено кога потребна е легислативна промена за подобрување на одредени услови и затоа денеска имаме ние поддршка од градоначалничката на Кисела Вода, Бети Стаменковска-Трајковска, исто така и од претеничките Жаклина Пешевска, Емилија Ангеловска и Лидија Петковска, кои што ќе имаат можност да поразговараат со пациентите и ќе имаат можност да ги слушнат нивните барања. Навистина сме благодарни за нивната поддршка. Меѓутоа општествената поддршка е исто така многу важна, потребно е разговор на оваа тема без табуа, отворен разговор, затоа што многу често во јавниот дискурс се смета овој проблем за женски проблем, иако податоците на Светската здравствена организација се дека 1 од 6 парови се соочуваат со овој проблем, каде што причината може да биде подеднакво и мажот и жената. Деспина, и за крај на нашиот разговор, која е вашата порака што сакате да ја испратите на сите жени кои се борат за своето потомство? Пораката која што сакаме да испратиме е да не се откажуваат, затоа што не се сами, ние сме тука како поддршка и на крајот од денот се ќе биде во ред. Ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро. Ви благодарам и на вас, убав ден.
А нашата порака за крај на овој разговор е дека борбата за потомство не треба да биде осамена, туку поддржана од целото општество.